Благодарам. Убав почеток на денешната седница на Комисијата за финансирање и буџет. Колега Арбер, стекнавте плюс политички поени денеска и другиот колега, извинете, Берата Айдари, така? Стекнавте плюс политички поени во Липково и во Куманово, фалејќи ги проектите што сте ги реализирали, што ќе ги реализирате. За жал, останува мојот впечаток дека овде се делат општините на политички подобни и неподобни. И ќе подкрепам со факти. Заради тоа што Газибаба е една од општините во кои што СДСМ никогаш не победил, а и никогаш нема да победи. И затоа, знаете вие како победивте на локални. И затоа ќе ви укажам да покажете на широчина во размислувањето и во гласањето на проектите што ќе ги предложиме ние сега и во ребалансот, а будно ќе ве следиме и за време на буџетот. Спомнавте во еден момент, колега Арбер Адеми, дека треба да направиме дистинкција кои проекти може да се реализираат до крај на годината. Знаеме точно кои може да се реализираат и кои не, и наше е да ги предлагаме, заради тоа што не биле реализирани после 4 или 5 предлагања од наша страна како пратеници. Газибаба, значи, како што кажав, не можеме да се пофалиме со прифатени амандмани досега од вашата владеачка коалиција, значи на СДСМ и ДУИ, па тука ќе ви ги спомнам. Водоводот во Брњарци и Раштак, за жал во минатите буџети и ребаланси 80 до 90% од амандманите се за жал во 21 век за водовод и канализација. Па вашиот градоначалник во Газибаба, еве потврдува заменик министерот дека е точно така, вашиот градоначалник во општина Газибаба, Борис Георгиевски, само што дојде на власт, кога победивте на локални избори, и пушти една чешма во така символично во Раштак, за потоа да нема вода. И во Раштак не смее да припари заради тоа што има ветено и излажено, нема водовод во 21 век. Истиот случај е со Брњарци. Истиот случај е со фекална канализација од Ергеле до Дрман, доколку сте ги посетиле. Сега можам да се пофалам за третата фаза на атмосферската канализација баш во моето населено место, во баш на улицата каде што живеам, за кои што 2 фази беа претходно изреализирани од владата на ВМРО ДПМН и за која што трета фаза можам да не звучам нескромно, да си кажам слободно дека имам голем допринос, затоа што амандманот за атмосферската канализација третата фаза во Триангла го поднесувавме до сега 5 или 6 пати и дури сега се реализира. Значи, уште еднаш ќе ве повикам, во Газибаба можеме да кажеме дека се дозавршија или реализираа проекти сега во оваа власт, кои што беа почнати од претходната власт, од ВМРО ДПМН, такво е училиштето Вера Јоцик, и низа други, и ќе ве повикам на широчина и во размислувањето, и во гласањето, затоа што како што почитувам дека живеат граѓани во Липково, така треба да почитувате дека живеат граѓани и во Газибаба. И уште едно нешто сакав да кажам, ќе ве замолам, ако ништо друго, има можност во буџетот или во ребалансот сега, ако не се прифатат амандманите, може и да се намалат средствата само за да отпочнат проектите. Ви благодарам.